Здраво на сите и добро дојдовте во втората сезона од подкастот Стартап Револуција. Јас сум Ана, а вие сте сигурно тука бидејќи сакате да започнете свој бизнис или стартап или пак се интересирате за разговорот со мојот соговорник. Но, пред да гледате епизодата, тука сум да ви споделам нешто повеќе за нашите партнери Прокрај банка. Прокрај банка е банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. Веќе 22 години се пример за одговорност. И со цел да го подностават банкарскиот процес за сите кои што сакаат да имаат свој бизнис, те имаат креирано 3 пакети. Пакетот за млади предприемачи, пакетот за стартапи и пакетот за жени предприемачи. Посетете го нивниот вебсайт и запознајте се со нивните услуги. А со мене се гледаме во епизодата. Здраво на сите и добро дојдовте во најновата епизода од подкастот Стартап Револуција. Денес ќе зборуваме повеќе за здравието, за well-being, но исто така е доста за предприемништво. И тука со мене како гостин го имам Јосиф Дамјанов од FitKit. Така што добро дојде Јосиф во денешната епизода на Стартап Револуција. Добро ве најдов и фала ти за поканата, баш сум возбуден за денешниот разговор и подкаст. Прво ти кажав, нели, кога разговаравме се на пред да почнеме, дека ретко обично сум бил на другата страна и ми е супер драго кога можам да видам сега на оваа страна како гостин и да споделувам, така да фалу шенер за поканата и за можност. Нема нешто, баш ми е драго што ќе имаме може да се позборуваме малку повеќе за твоето предприемачко искуство, за FitKit како компанија, структурата, така што мислам дека доста теми ќе отвориме. Но првен за оние кои што можеби не се запознаени со FitKit целосно како функционира и можеби новата верзија која што е достапна сега во однос на апликација, бизнис модел и слично, дали може накратко да ни го објасниш FitKit? Може. Види, FitKit е класичен SaaS продукт, агрегатор за велнес, кај што на едната страна ги имаме корисниците, кои што во најголем дел се корпоративни корисници, кои што за своите вработени нудат, нели, бенефиции, и на другата страна се давателите на услугите, тоа се фитнес центри, студија за вежбање, групни активности, спа центри, студија за масажи, психолози, нутриционисти, убавина, танци, йога, пилатес. Да, се што спаѓа под тој чадор на велнес и ние сме у средина. И нели ги поврзуваме едните со другите. Класичен да кажеме SaaS агрегатор продукт и генерално тоа што не издвојува и која ни е нашата приказна што ние сакаме да ја туркаме на пазарот е дека FitKit нуди можност да на компаниите им нуди можност да за вработените обезбедат комплетен велнес. Бидејќи сепак во свесноста денеска е сосема различна за well-beingот и сметаме дека работодавецот не треба да биде тој кој што ќе наметне што за неговиот вработен значи well-being. Бидејќи во минатото традиционално некако беше окей, имаме теретана договор или имаме во самите канцеларии теретана, ни доаѓа психолог исто и тоа беше концептот, меѓутоа секој вработен во одреден период од животот има различен да кажам, смисол за well-being и потреба. Некогаш ти треба можеби разговор со психолог, некогаш можеби ти треба масажа, некогаш можеби ти треба нутриционист и така натаму. Така да тоа е бете по кратки црти. Да, опуштањето и грижата за себе мислам за секој е различно и може и во различен стадиум си на нештата кои што ги уживаш и кои што ти се потребни. Така што мислам дека тоа е многу убаво што може да имаш персонализирано искуство во однос на тоа. Мене мислам допаѓа многу што многу е лесно за навигација, FitKit како апликација, многу лесно може да пристапи. Се уште полесно. Така да ќе имате некои нови апдети. Супер. И нешто ми беше интересно е дека постои еден лидерборд на луѓе кои што исполнуваат одредени предизвици кои што може да ги видиш, но и да добиеш предизвици кои што ти може да ги оствариш. И како човек кој што можеби ако некој не слуша сега за прв пат сака да проба FitKit, многу е убаво за да си го дадеш првиот чекор. Така да тоа многу ми се FitKit е прво бесплатна за
преземање, бесплатно е да креираш профил, бесплатно е да навигираш низ самата мобилна апликација, значи не можеш да едноставно може луѓе да ја симнат за да видат што им е најблиску и што постои околу нив, затоа што знаеш некогаш не сме свесни какви се услуги можеби имам ја во мојата околина, зборуваме од километар радиус. Така да фитките е сосема супер и за тоа да ти помогне. Не треба да платиш за да можеш да навигираш и да следиш внатре. А нормално ако решиш дека е добар да кажам партнер за твојот well-being, у тој случај апсолутно има, нели, и уште повеќе додадена вредност и преку геймификацијата што е спомна и предизвиците. Апсолутно. И она што работите е сега да може никој да го ужива фиткит надвор од границите, односно да има таму каде што веќе имате представништво и тоа е достапно, и каде што имате партнери, особено или Грција, Бугарија, Србија, наскоро Словенија и наскоро Албанија, имат луѓето можност меѓугранично да го уживаат. Да, тоа е од јануари можност, кај што практично нова верзија на фиткит направивме и лансиравме, без разлика нели каде си, во сите од овие држави, можеш да користиш услуги. И е практично е весело, особено го гледаме тоа во периоди на продолжени викенди. Не знам, за Велик ден се случуваше тоа кај што луѓе нели одат во Белград, одат во Солун, одат во Софија. Има компании кои што многу често на пример имаат вработени кои што одат на во хед офисите во Софија или во Белград и гледаме дека тие луѓе користат. И се радуваме дека баш практично, мислам, ја од своја гледна точка знам колку ме фрустрира кога одам некаде на патување, затоа што не сакам да си ја прекинам рутината на физичка активност и се фрустрирам кога треба да платам 10-15 евра, например, за влез во фитнес и да направам еден тренинг. Не дека не го правам, ама кога би ја имал фиткит би ми било многу по-драго. Од денешна гледна точка на што си најмногу горд во однос на фиткит? Не знам на што сум најмногу горд, добро прашање, ама види горд сум на нели каде почна, каде е сега. Смисла нели каков е продуктот сега, што се нуди, колкава е понудата и инфраструктурата, мислам ние веќе имаме преку 1100 да кажам провайдери. И не знам колку локации и преку 4000 активности, ако не се лажам, веќе стигнавме. И тоа е огромна инфраструктура за користење, што сум горд. Горд сум на тимот кој што е во фиткит, пошто знаеш, фиткит тимот не се создаде на начин кај што нели ние не знам сме давале премногу огласи, па сме интервјуирале, па сме дошле до кандидатите, некако 80% од луѓето кои што се во фиткит инволвирани се преку да кажам и се тука се прво ради тоа што сме имале можеби некакво претходно искуство заедничко, имале можеби некој парт-тајм ангажман во фиткит и сме се, да кажам, препознале и они го препознале фиткит како мисија, како продукт и јас сум ги препознал нели нив дека ќе бидат супер фит во културата на фиткит и дека ќе се погодни за лидерството кое што јас се обидувам да го туркам во фиткит. Така да мислам дека на тие две работи сум така најгорд. Тоа е супер. Мислам дека е многу важно да работиме со луѓе кои што ги делиме истите вредности и гледаме потенцијално. Мислам уживаме во тоа што тракаме да го правиме, го гледаме потенцијалот. И многу убаво што некои луѓе почнале со некој можеби со пола работно време или пократки ангажмани за да почувствуваат можеби атмосферата и дали е тоа што им одговара за да нели таа приказна продолжи понатаму. Па да, види, знаеш, мислам најголемата работа во тоа што не знам колку си запозната, фиткит е комплетно ремоут компанија. Значи нема ниту канцеларија во матичнава земја во Македонија, ниту во било која од другите земји. И тоа сајде во Бугарија има, затоа што партнерот со кој сме во Бугарија
веќе има канцеларии за другиот бизнис кој што е, нели, примарниот. Али во ниедна друга земја нема. И во таков, да кажам, во таква околина на ремоут, далечинско работење, многу е важно каков е тимот. Мојот стил на лидерство е дека ја не сакам да микроменаџирам луѓе, и самото тоа веројатно привлекува паметни, само иницијативни луѓе кои што, нели, се тука затоа што сакаат да сработат, сакаат да придонесат, сакаат нели, да остават некаква трага. Точно, значи проактивни се во... Проактивни и значи тоа создава, да кажам, добра динамика во самата компанија, пошто прво тие луѓе се осеќаат дека им е дадена доверба, така не се секој ден, не знам, не се микроменаџирани буквално. Им е даден простор за да размислуваат и креативно, пошто ти кога работиш ремоут и, например, еве, она што последно време го направивме, се договоривме понеделник и петок нема никакви состаноци, интерни компаниски, се оставени за да може човек да малку, нели, креативно да оди подлабоко, да се концентрира, да не биде дистрактиран цело време. И на долг рок тоа мислам дека прави здрава структура и компанија. Има работи кои што некојаш недостасуваат тимот да биде заедно физички, али се обидуваме тоа да го хендламе, да се собира, не знам, еднаш, два пати у месецот ќе се соберат на одредена локација, квартално обавезно, нели, за планирање правиме и слично, ама генерално таква е културата и те привлекува луѓе кои што пред се имаат одговорност и accountability, како и да се вика на заборев зборот на наш. Низам целосно, ама мислам дека се поврзува исто со одговорност тоа и чувството на дека треба, нели, да... Да, види, мислам, многу е, еве, имало, знаеш, низ години ви имало луѓе кои што се изгубиле во тој ремоут свет. Затоа што знае тоа да биде трики, од причина што, знаеш, некако слободата ја доживуваат како можност за да не, нели, да избегнат одговорност, ама тоа е многу да ескивираат во некој поглед. Јасно. Не функционира. И знаеш, после одредено време сме се разишле, пошто пак на крај на ден мора да има резултати. Ова е бизнис, не може да биде. Сметам дека тоа е сосема здрава. Нели, да не се раздава патиштата. Колку вработени има моментално во FitKit? Колкав тим сте? Се вкупно зборуваме за сите земји. Па може да почнеме Македонија ако Да, па Македонија сме 10-11 со мене. Бугарија се тројца, Грција се двајца, Србија се двајца, Словенија се двајца. Така да околу 20 луѓе од прилика ќе му дојде, да, 21-20. Океј, супер. Во рамки на колкав период порасна овој тим драстично или секогаш било многу постепено? Не било постепено. Порасна од 24-та навака. 24-та бев јас и уше Маја и Данче, што беа, они беа со договор за дело, хонорар. Добро. Да. Јасно. И од 24-та до сега е овој скок. Јасно. Како се сноѓате со тоа? Мислам дека има предизвици на почетокот на воспитувањето на структурата на како функционира тимот, особено или кога има луѓе и во различни држави моментално. Како се грижиш за тој дел? Во однос на комуникацијата, нели секој да ја чувствува припадноста моментално. Мислам дека е предизвик кога стануваш некој тим кој што е, не знам, 20 или тројца, па сега одеднаш растете и сега треба да се постави здрава основа за понатамо што ќе се случи кога го скалираш бизнисот. Да. Види, ние, мислам, во делот на комуникација со тимот, ајде, се случува онлайн, генерално, 90% се случува онлайн, и од редовниот, да кажам, репертуар, нели, си имаме weekly, има bi-weekly, има
месечни состаноци со департмани, не знам, продажба, маркетинг и така натаму, девелопмент, дечките и слично. Ја не учествувам во сите, но квартално, да кажем, ајде, македонскиот тим обавезно се собираме. Македонскиот тим исто често знаат и да се соберат помеѓу нив, нели, да си работат на иста локација, да се подружат. И 2 пати годишно правиме собирање, нели, на сите земји. Лани беше тоа во Охрид, зимава декември беше тука у Скопје, сега ќе одиме у Грција. У јули, значи кај што, нели, имаме и оној баш, нели, класичен тим билдинг момент и плюс имаме чисто, нели, дај да видиме што сме направили у прошливе 6 месеци, кај треба одредени корекции, затоа што, нели, дали сме на патот за годишните KPIs, дали треба нешто да се fine tuning да му се направи слично. Така да има комуникација честа и види и самата комуникација помеѓу тимовите во кои што ја не присуствувам во тие делови. Они самите си создаваат динамика и си создаваат веројатно и бондинг. Пошто генерално има, мислам, може тоа да се осети, да се види дека има добра комуникација. И тоа е важно, и тоа се гледа по тоа дали брзо се движат работите. И сега за сега сум среќен, колку брзо носиме одлуки, колку брзо делевираме ствари, колку брзо, нели, имплементираме. Особено е важно кога веќе имаш експанзија, затоа што од една страна не можеш да го забориш домашниот пазар, од кај што си почнала, од друга страна, знаеш, треба да им влееш доверба на новите пазари, дека окей, можеме да ве супротираме, знаеш, тука сме и ви помагаме да го пенетрирате побрзо пазарот. We got your back, на англиски ми дојама. Ако слободно, не е никаков проблем. Пауза, време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете токму кај нас. Значи, 5 пазари моментално, ако се вратиме наназад, на моментот кога ти се приклучи кон FitKit, пошто не беше од самиот почеток, туку постоеше момент каде што ти се запозна со Ангелина. Сакам некако кога се вратиме во времето, што му се случуваше тогаш на Јосиф во животот и како се случи таа средба и првите разговори со Ангелина и потенцијална соработка заедничка. У тој мислам, тоа беше, значи, 2017 се враќаме сега. Јас тогаш моите ангажмани повторно беа во овој свет на well-being, али многу повеќе во делот на храна и исхрана и тогаш генерално работев со луѓе на кои што им правев планови за исхрана, водев школа за исхрана, се викаше еден проект кој што беше као, да кажам, челендж помеѓу група од 20-30 луѓе и 12 недели обработувавме одредени теми, секоја недела се собираше групата, ги премерувавме параметрите, победник и така натаму. И во тој период практично слушнав за FitKit и ми се допадна ради тоа што ми се поклопуваше на мојата динамика. Пошто у тој период со школите за исхрана многу бев распатуван по држава. Нели, Скопје, не знам, Тетово, Гостивар имавме групи, Велес, Струга, и многу често патував и ми беше како супер можност да си имам ја, нели, компанион кој што ќе ми помага за да си бидам физички активен. И на крај на денот ми беше супер иновативен продукт. И случајно, нели, со Ангелина се следевме на Инстаграм и дознав уствари, окей, ова е девојката што нели го има FitKit и пристапив и у тој момент пристапив као ајде да ми бидеш гостин на емисијата, пошто ја имав исто тогаш свој канал за контент и као ајде да го промовираме FitKit, знаеш, као супер продуктот и така почна комуникацијата и многу брзо после тоа
Значи, ете, станав и дел, пошто се почувствував дека, окей, ја можам ова, пошто, знаеш, ми се допаѓа, кога ти се допаѓа нешто апсолутно дека би го препорачувал на луѓе, и ја би можел за ова да зборувам, а генерално и сум, да кажам, ете, мислам, мојот природен талент е комуникација и продажба, така. Значи сте била добра спојка тогаш. А Ангелина тогаш од кај потекна идејата? Како почнала да го развива FitKit? Поради потребата, прво ради тоа што она беше активна исто на повеќе активности како фитнес, пол денсинг и така натаму, и јога, и зашто да плаќам секаде членарини кога можам, нели, FitKit да имам една членарина и да имам пристап до сите тие услуги. И била инспирирана од ClassPass. Значи, тоа е првиот агрегатор, да кажам, за фитнес и така почнам. Супер. А она е техничко лице, како почнала развивањето? Или имала некој тим на почеток? Имаше тим. Исто, хонорарно ангажирани луѓе кои што го направија MVP првиот. Работеа уште одредено време после на него, па имавме, знаеш, различни други хонорарци еден период до 2020-та, мислам, да, кај што, нели, ќе ги ангажираме, па после не може да ги ангажираме, па ќе дое друг и значи тоа не беше добар начин за развој на продукт. Дали заедно ја регистриравте компанијата или тоа беше нешто што беше направено пред ти да се приклучиш? Да, FitKit немаше, мислам, нека официјално правно лице позади. Дури и приходите од трговија, од онлайн плаќање, мислам дека ги добиваше директно Ангелина. Значи, на почетокот. Да. Океј, додека тоа не се регулира. Интересно. Како се промени, можеби од аспект на бизнис модел, не зборуваме сега по нели можностите на апликацијата, туку од аспект на бизнис моделот од почетокот до денес, дали има некои значајни нешта кои што се променија, кога беа моментите кога нели односот со првите клиенти, некои приказни кои што можеби ти имаат останано осеќавање на почетокот? Значи FitKit, мислам, не да има разлика моделот, има небо и земја, мислам немаат врска. Почна FitKit со два продукти кои купи 8 влеза или купи 16 влезови. Али брзо, знаеш, ни стана јасно дека окей, не може секој влез да го вреднуваме исто, знаеш, не може и да биде влез у не знам, у парк, да кажеме, фитнес, нели, тогаш најдобриот, и влез во велес во фитнес не може да биде исто. И некако така го создадовме тој кредит систем во FitKit, кај што, нели, ја вреднуваме секоја услуга во наша интерна валута што се вика FitKit кредит. Така почна тоа. И тогаш се освестивме дека окей, тогаш не може да додаваме други категории на услуги. И така почна СПА, на пример. Почнавме да го додаваме. И тука во тој период некаде, значи, кога го воведовме кредит системот, сега не знаеш, не се по месеци можам да памтам, пошто поминато е доста време, ама сакам да кажам, тогаш бидејќи FitKit на почеток беше наменет као само за индивидуалци. Немавме таа да, и јас како намера го познавам. Така е, за компанија, ама брзо свативме дека окей, ова знаеш, е многу подобро кон компанија ако се насочиме, не дека ќе ги исклучиме индивидуалците, али е многу попредвидлив приход и побрз и поевтин, затоа што, знаеш, пристапот до еден човек што е decision maker не треба многу ангажмани, пари за кампањи и така натаму, acquisition cost е многу помал. И така почнавме и ја точно се сеќавам, имав искомуницирано 400 компании за да доеме до првиот клиент. Вау. Добро. И тој клиент ни е до денеска клиент. Да. Мислам, ретенцијата ни е многу голема. И така практично почна, нели, окей, ќе се шифтаме поише кон B2B и брзо потоа почнавме да нудиме pay-per-use моделот, кој што ни е практично winner.
а тоа е на компаниите да им овозможуваме да плаќаат само тоа што реално се користи, затоа што subscription моделите кои што исто така постојат во FitKit, не се најадекватни за компаниски потреби, од причина што компаниите трошат многу пари. Кога ќе ги прашаш вработените кој од вас е заинтересиран, почетниот ентузијазам е голем, нели, сите сакаат да користат и мислат дека ќе користат, али реалноста е друга. Многу од сабскрипциите не се користат и компаниите се фрустрирани, ниту па имаат некакви аналитики назад за тоа дали нешто шоке, дај да видам каде моиве вработени користат ли, не користат и така натаму. И затоа го воведовме и тој модел на pay per use, али без разлика кој модел да го користи компанија, транспарентноста е комплетна. Значи имаат увид во тоа вработените не каде користат, пошто сепак тоа е нели приватна информација, ама може да видат колку кредити, во какав процент, да кажеме, од бенефицијата се користи и здравје Боже, од оваа година ќе има многу подлабоки аналитики за HR-овите. Супер. Сега во однос на тие, нели како кажа ти, дека искомуницира 400 компании, за да стигнеш до првиот, нели, клиент и првата компанија која што ќе се приклучи кон тоа, нели, да превземе FitKit кредити за своите вработени. Исто тој процес, верувам дека имало ситуации кога си излегувал состаноци кога, нели, немало позитивен одговор. Што научи од тие искуства? И кој Јосиф кога ќе влезе во еден таков состанок? Кој е односот кој што се гради со луѓето? Кој ќе влезе во одбиен од состанок? Да. Па види мене тоа и можеби тоа е една добра особина кај претприемачи и воопшто, нели, луѓе со кои што се бават со продажба, што мене rejection ми прави ме пали, мислам, буквално. Затоа што прво сметам дека не постои постои unsellable компанија, ама не постои компанија од која што не можеш да извлечеш информација зошто не можеш да продаеш. Знаеш, пошто јас сум комплетно свесен дека апсолутно ти не можеш да продаеш на сите, али и доколку ми кажеш не, ја не можам да оставам да тоа не биде необјаснето. Во смисла зошто не? Пошто можеби не затоа што продуктот не е добар, не затоа што немате буџет, не затоа што, не знам, имате други потреби и така натаму. Сакам да разберам, бидејќи ако разберам, можеби ќе ти помогнам, можеби имам решение, а можеби ќе ми помогнеш за да FitKit го доконструираме дополнително. И генерално со rejection немам проблем. И не бев у шок, например, кога, нели, не можевме да се договориме со компанија, пошто веќе, нели, тој, да кажам, тие детски болести во продажба и предприемништво ги имав прележано во претходните ангажмани и не ми беше ништо нелагодно. Иако на почетокот, знаеш, кога некој ќе ти каже не, некојаш и лично го зимаме и сме погодени и ни треба ден да го испроцесираме дека ме одбие и така натаму, ама после брзо време сваќаш дека не е прволично и it's a number game. И затоа ја тогаш бев као окей, дај ние да испукаме, нели, максимум газ и некој ќе препознае. Имало ли нешто се претворило во да по извесен период? Да. Има некој кој ти оставило најголем впечаток од тој пресврт? Каде што првично можеби не знам дали компанијата не била подготвена или чекала можеби подобра верзија од тоа што не ли сте го нуделе во моментот. Види, генерално е многу ретко да ти пристапиш ко компанија и да биде баш на ова размислувавме. Знаеш, секојаш е повеќе на кај не почетокот отколку на кај да. Пошто види, прва работа никој не сака да му биде продавано нешто.
нели, мене кој ќе ми се јават, еве сега, нели, дали е тоа онлайн нешто, cold calling продажба и така натаму, као првото ми е, знаеш, зашто ми се јавуваш, као, не ни ме праша дали... Дали смееш да ми се јавиш? Да, и така да, секојаш е повеќе некај не, и треба процес на да кажам едукација, треба процес на воспоставување на, да кажам, relationship некаков и да биде тоа и да си дојде природно и да бидеш многу упорен. Пошто види во особено тоа е за стартап е by the book. Значи два начини имаш ти како можеш да го пробиеш пазарот. Едниот е ако имаш интегритет веќе воспоставен, леверидж, така, веќе си направил нешто во минатото, или па имаш среќа да можеби родител направил нешто во минатото, па некако по автоматизам тој леверидж и на твоето, нели, се лепи на презимето, што воопште не е погрешно и е супер, да ако си свесен дека имаш таква подотворена врата и да ја сквизнеш, да ја искористиш максимално. А вториот начин е со многу работа. Моето сценарио беше со многу работа, али таа многу работа подоцна создава леверидж, создава интегритет, создава имидж, идентитет некаков за тебе и знаеш, сега после толку многу години, нормално дека, нели, е полесно. И се подотворени одредени врати. Али генерално у контекст на прашањето секогаш повеќе било на кај не. И секогаш требало пред се едукација, пошто и фиткит е малку, знаеш, не е покомплициране за да го објасниш, кој ќе влезеш у кредит систем и така натаму. И знаеш, и јас тоа сум го гледал во реалност, да ако нели има на маса decision maker од две понуди, да ја избере оваа конкурентската затоа што е поедноставно за разбирање. Ова ми е едноставно, знаеш, плаќам flat rate, subscription, нека одат кај сакаат и тоа е тоа. А фиткит сега ние му зборуваме за pay per use, па имаш ваква опција, па имаш flat rate, па кредити, па цена, знаеш, и не ми се замара. Да, имаш маца едукација во процесот на тоа што се случува во позадина. Кој е некој фидбек кој што бил значаен од страна на клиентите за понатамошниот развој на фиткит, кој што можеби се случило? Дали се случила некоја повратна информација? Па види, еве pay per use моделот е конкретно фидбек од потенцијален клиент, и тоа е Глишо, од вакво, го знаеш Глишо? Не го знам. Докстип. Добро, окей, јасно. И сам, пошто ја го познавав, па тоа мислам дека ми беше единствениот познаник у IT индустријата, пошто ја не доаѓав од IT индустрија. И на состанокот со него, он ми рече, еве ние обезбедуваме, де пливање, де нели фитнес, вака така, ама не одат луѓево, плаќаме, дај направете да можам да си плаќам тоа што се користи. И така уствари излезе, па окей, можеме, да, имаме кредит систем, можеме да следиме кој колку користи, бајде, знаеш, да пробаме, и така почна. Да. Беше ли тоа сега полесно прифатено после тоа од компаниите? Мислам, бил добар доказ дека можеби другите сакаат да се приклучат кон некој таков начин? Не, па види, у Фиткит, ја би рекол 90% од компаниите го користат овој модел. Дури и да почнале со друг модел, многу брзо се прешифтале на pay per use, затоа што, кој што кажав, транспарентноста секогаш ја имаат и кој ќе видат уствари, нели, дека чекај ние што плаќаме. И апсолутно се префрлаат на тој модел. Јасно. Има нешто претходно што го споменаш, ми остави впечаток дека сакав да позборуваме за тоа, а тоа е кога пополека се случува растот на нешто и има добра основа. И сакав да позборуваме маце за влезот на другите пазари и како сето тоа се одвивало и дали има разлика во однос на нели wellness и перцепцијата од тука во друга држава, да особено, мислам, можеби во регионот е слично, но дали имало нешто што било поразлично на кој што требало да се обрни внимание, кога се истражува тој пазар пред да се започне, како ги наоѓате со работниците, нели
кој што ги имате во тие држави кога почнува тој процес да се случува во некои конференции, наврати, собири, препораки, поврзувања. Сам многу работи нафрлав, но од прилика како оди моментот кога напаѓаме, освојуваме нови пазари. И дали тоа треба да биде нели процес кој што е slow and steady или има некои конкретни стратегии кои што ги користел Фиткит? Па види, мислам, за да кажам, првата земја у која што Фиткит нели се преслика беше Грција. И одлуката за Грција беше базирана на тоа нема се уште нели оваков продукт, нема агрегатор. Иако подоцна почна малтене во ист период со нас, ама тоа беше нашата логика тогаш, што е погрешна од денешна перспектива. Друга логика беше што нели тогаш малку се подсредија односите, нели зборувам на политичко ниво, па некако нели даде некој позитивен ветер, ајде, како е, така е, ама битно, се стави крај на тоа некое си прашање што ги мачеше двете земји и не труеја со години. И одлучивме, ајде да пробаме. И беше и до ден денеска стратегијата ни е ајде да најдеме човек со кој што ние ќе може да се спартнериме. Пошто Фитките бутстрапте комплетно, знаеш, и не сакаме да комплетно се изложиме на ризикот, ние да ја превземеме одговорноста и да, знаеш, да ризикуваме да си го изгубиме и домашниот пазар, сакајќи да одиме на нов пазар. И да речеме, во секоја компанија ние основаме нова компанија, Керка, во која што основач е Фиткит Македонија и плюс локалниот партнер. Локалниот партнер секојаш има мора да превземе ризик, тоа значи и он да инвестира пари. И практично на почетокот само он инвестира пари. Од причина што, знаеш, кога ќе ставиш пари во нешто е голема разликата како ќе се однесуваш према пазарот и одговорноста и така натаму. Луѓето многу поише ќе направат кога имаат што да изгубат. И кога ќе имаш што да изгубиш пари, ќе ти гори за да не ги изгубиш. И дојдовме до партнерот преку луѓе. Who do you know? Тоа беше, слушај, сакаме, знаеш, ова ни е намерата, имаш ли некој што разговорлив, лесен, бил веќе во некоја било која индустрија, продавал, не продавал, знаеш, кај што ни треба човек што ќе го пробива пазарот. И така, да кажеме, дојдовме до Грција. Од денешен аспект, например, грешка е што баравме земја што нема конкурент, затоа што е многу тешко да го едуцираш пазарот. Знаеш, прво имаш првиот зид, ти се давателите на услуги. Ние за тоа бевме свесни у Македонија, ама некако, знаеш, дека ти е домашен пазар, па ајде, многу помал пазар, па секојаш ќе најдеш некој кој што го познава тој некој си, па ќе ти помогне. Али во Грција не е мал пазар, е голем, особено у Атина кај што ние почнавме, и се изнамачивме со онбордање на провајдери. Затоа што прво, знаеш, културата е малку поразлична во комуникација, па е сосема нормално да бидеш игнориран. Знаеш, ти ќе пишеш, ќе те остаат на син, ќе се јавиш, нема да ти кренат, се јавиш, ќе ти рече јави ми се, и му се јавиш пак, нема да ти крене. Знаеш, е тешко. И многу потрошивме енергија на едукација, затоа што првата реакција на нивната страна е гард, нели? Као, ова шо е сега, чекај, нели, со недоверба. Непознат човек, непознат продукт, непознат концепт и така да се изнамачивме. И втората грешка што ја направивме у Грција, што почнавме со еден човек. Јасно. Не ради тоа што е голем пазарот, па не се стига, туку ради тоа што
двајца луѓе кога имаш на терен, бизнес девелопмент, имаш можност да слушаш стерео, односно да слушаш две приказки што доаѓаат, нели, едниот има еден фидбек, тешко е, не бива и така натаму, што и да е тој фидбек, другиот ќе има, не може да има идентичен фидбек. И е многу подобро за да носиш, да расудуваш и да носиш одлуки. Али тоа е тоа, мора да се научат некои лекции на нели на потешкиот начин, али како и да е у сите други земји, двајца е почетокот. Да, тоа беше првата лекција. А кога го увида тој момент дека е потребна уште една перспектива? Конкретно дека се потребни двајца. Дали беше само дека поради едно случај фидбек или се случи нешто? Не, види, знаеш, тој, мислам, тоа сознание беше, да кажам, после првата година од работење, кај што имавме резултати, ама резултатите не беа доволни во смисла, нели, ние имавме онбордано провайдери, ама не беше тоа доволно критична маса за да ти да почнеш да со продажба кон компании, нели, да кажеш, окей, еве, фитките тоа и сега да ви го продаеме, да го користите. Пошто и при првиот обид, нели, беше окей, која ви е мрежата, што нудите на вашата мрежа и апликацијата. И сега, знаеш, и ја тогаш не можев да расудам, окей, ние за една година сме стигнале до оваа бројка на провайдери, неаме доволно критична маса, ама не ми е јасно зошто. Пошто имаш само еден фидбек. Нели, имаш само една вистина. И тука е проблем. И дополнително што, нели, ја и дури кога често одев во Грција, као еве да бидам со партнерот и да одиме заедно, знаеш, јазикот е бариера. Што ја, нели, седам ја таму како сувенир, ништо не разбирам. Буквално. Не разбирам и сега и кога ќе заврши состанокот, така, нели, он ќе ти раскаже, ама тоа е 70%. Знаеш, не можам пошто мојата вештина е да ја кога ќе седнам на состанок, преку, нели, зборови, гестакулациите, нели, искуството ми е доволно големо за да имам некоја проценка зошто не можеме да продаеме или што е бариерата, па и некојаш да кажеш стоп, окей. Во моментов ова е unsellable, ќе се навратиме друг пат. Знаеш, така да ми фалеа тие моменти за да можев побрзо да расудувам и да носам одлуки. Значи, потоа за Србија и Бугарија беше малце полесно со научените лекции. Апсолутно, види, и тогаш, знаеш, и Бугарија, например, брзо од кога почнавме, нели, еден од луѓето мораше да отпадне. Пошто, знаеш, ти можеш веќе да видиш, окей, имам две различни приказки за истата работа. И гледаш кој е фит, кој не е. Мислам дека општо предприемачкиот живот носи многу со себе одлуки кои што треба да се донесат некогаш брзо да се процени, да се реагира, некогаш во моментот. И да, нешто може да го базираме на интуиција и искуство, ама некогаш се случува да добиеме некој совет од некој. Не знам дали во животот си имал некој ментор кој што ти помагал низ процесот или личносно кој што си можел да се обратиш, особено пошто не секој може да ги разбере проблемите во кои што се наоѓаш и предизвиците со кои што се соочуваш. Кон што се вртиш во тие моменти за да побараш совет? Имаш ли некој или можеби е некој друг процес кој што го имаш? Па види, не знам дали за жал или за среќа, ама не, пошто, види, јас сум прва генерација на човек кој што почнал бизнис у семејството. И, знаеш, таму нема кого да прашаш. Од друга страна, да кажам, нели, во стартап комјунити, например, еве, ако го земеме Македонија, кого да го прашам за експанзија во балкански земји на SaaS продукт агрегатор?
Јасно. Океј. Мислам, не го кажувам ова знаеш, не поаѓам од точка на као никој врска нема ништо, туку нема пример во да кажам во Македонија, кај што македонски стартап SaaS продукт агрегатор се отишол експанзија да прави во балканскиве земји. Ние го имаме да кажам, ајде, Златко од Корпа, да кажеме, човек кој што сум го консултирал за конкретно он ми помогнал за моделот како да воспоставам формално правно, нели, како да изгледа таа експанзија, пошто они се, нели, Корпа е практично огранок на Босанската Корпа. И сакав да се заинтересирам како они тоа го направиле формално правно и практично ја малтене 60% го пресликав нивниот модел. Во делот на Native Team се исто SaaS би рекле, да. Да, и јас сакав да ги споменам како е. Кој што али види, они играат на други пазари, на други стази, повторно они голем проблем е, например, во FitKit, не проблем, туку предизвик во споставувањето на инфраструктура. Значи, ти имаш една фаза во FitKit кај што онбордаш инфраструктура, теретани, спа центри, нели, даватели на услуги, пред уопште да почнеш да продаваш. Значи, имаш две лансирања на пазарот. И едноставно не сум имал со кого да го комуницирам тоа. Од луѓето кои што ги познава. Знаеш, што да му се јавам на кој, на Wellhub, на Urban Sports Club, на големиви играчи, не сум можел. Подоцна, апсолутно, и до ден, и сега, например, за прашања поврзани со финанси, со одредени одлуки, партнерства и така натаму, се консултирам. Значи, се консултирам со правниците што ни се од ПВЦ, се консултирам со пријатели кои што сум си ги стекнал по патот, кои што се исто така многу успешни бизнисмени, се консултирам, пошто тие, да кажеме, тоа се одредени прашања кои што се генерално, нели, применливи. Ама за почетоците, за како јас да влезам у Грција или кој модел на партнерство, како да почнам, сето тоа не сум имал со кого да го комуницирам. Јасно. Пошто сите наши, да кажем, у стартап комјунитито или функционираат, да кажеме, само во Македонија, или функционираат у многу западни, нели, развиени земји. Што се, да, со тотално, нешто не е применливо. Ја повеќе го гледав можеби од аспект на бизнес мајндсет, можеби некој од луѓе, али се служам секога ми го објасни, ја сваѓам причината зошто од каде доаѓа тоа, али некогаш и повеќе го размислав и од аспект прашањето на само со некој да си размениш мисла во однос на некој бизнис одлуки. Види, секогаш разменуваме ние мисли со особено жалосно е што, како да кажам, знаеш, кога си закопан у секојдневието и се дешаваат ствари, нема многу време да ти текне, ајде да му се јавам на, не знам, на Драган од Пакет или поима немам на Филип од Synapse Aviation и да пиеме кафе чисто да видиме кој до кај. И некојаш на настани, еве, што ги организира, нели, екосистемот, ќе се појавиме и ќе си размениш и гледаш колку е освежувачки, знаеш, некојаш и само да споделиш дека имаш иста мака, не мора решението да го најдеш. Само да не се ни почувствуваш само во моментот, да видиш како, да, и ние со тоа се соочувавме или пак при 3 месеци не се случи. Тоа постои апсолутно и е олеснителна околност. Али на страна од тоа види, мислам, бизнис е многу lonely. Да кажам, journey. Многу, мислам, баш си сам, принцип, знаеш, пак колку и некој да ти каже, сам треба да ја донесеш одлуката, сам треба да, особено, знаеш, како растеш, станува се по-lonely и по-lonely. И мислам, бизнисот е предизвикувачки, е тешко, од друга страна е супер, нели? Али повторно си сам на себе остаме за да носиш одлуки. Олеснително е околност ако имаш партнери и затоа мојот пристап е секогаш партнерски да настапувам. И во домашниот пазар и надвор. Која била најтешката одлука си требал да ја донесеш?
општо поврзано со фиткит до сега? Нешто што можеби најмногу ти тежело како момент да се соочиш. Може и да немало. Не, види, има, мислам, тешки одлуки. Знаеш како, не би ги етикетирал како ова е тешка одлука, затоа што ти еднаш кога ќе донесеш одлуката, таа не е тешка. Знаеш, тежок е тој цел процес на имање на дилема и, знаеш, дали, нели, знаеш, тука е тешкото кога пред да се пресече. Пред да се пресече, да си свесен дека ако работите не тргнат кој што треба, дека, нели, е твоја одговорност. Да си подготвен да се соочиш. Тоа е најтешкото у бизнис, да имаш капацитет да секоја грешка и проблем во бизнисот да си го превземеш на себе као одговорност. Па, знаеш, дури да направи грешка вработен, дури да направи, не знам, партнер грешка, дури да направи не знам кој, јас секогаш се трудам да си ја превземам на себе одговорноста, пошто пак јас сум се договорил со него. Ја не сум предвидел одредени работи, ја сум го вработил тој човек и така натаму. И тоа е, да кажам, по мене најтешкото. И друга работа, да некоја жртва биде семејството. Јасно. Пошто било и е. И знаеш, и не може да не е. Али е тешко да свесно го жртвуваш семејството. Јасно. Да, верувам дека многу луѓе, мислам, особено кои што се предприемачи, кои што се соочуваат со такви одлуки, знаат точно зашто зборуваш во овој момент. Па да не поминуваш време, да. Ништо што не можеш да ги вратиш во суштина, пошто како ќе кажам, времето поминува. Но ако ја свртиме сега топката од другата страна, за што на пример ти било најмногу драго низ сето ова искуство, што ти донело најголема ведрина, среќа, мотивација, порив за да продолжиш да го правиш ова. И верувам дека можеби секој ден има такви моменти. Ова нели што го спомнав и сега, нели тешко е одлуката да носиш свесна одлука дека ќе го жртвуваш семејството на многу пати. Но од друга страна, види, ја носам таа одлука затоа што мене целава оваа приказка и ме прави и среќен. Мислам, јас баш разборувавме со Емил, што ми е CFO и партнер. Кога неам што да правам, например, ако сум фатен дома, не знам, у 7 попладне, кога неам што да правам, мене хобито ми е да отворам лаптоп да правам нешто поврзано со фиткит. Знаеш, колку и тоа да звучи, ја не го промовирам тоа дека треба да го прават луѓе, ама, знаеш, мене ми е драго јас да бидам вклучен во фиткит, кога сакам да го градам и коучфудс и другиот бизнис. И колку да е тешко, мене ми е убаво. Затоа што ми е возбудливо до каде може да стигне фиткит. Второ, сум многу среќен за импактот што го прави фиткит, пошто бизнисот како бизнис, така, што на пазарот ние надвор од пари, нели, од бизнис метрики, ние практично правиме луѓе да бидат поактивни, да посетуваат велнес услуги. Значи, практично правиме добар импакт и влијание на пазарот. Кога некој го користи нашиот продукт, што јас сум пресреќен за тоа. Трета работа е што колку и да не сум со семејството, нели, да го жртвувам, од друга страна Дамјан ќе има можност да види како изгледа тој пат. Ќе има пример на родител кој што одлучил дека ќе прави нешто што го прави среќен. И мене тоа ми е, знаеш, за тоа ми е драго. Тоа е многу убаво.
Да. Да мен е синчето? Да. Колкаво е? 2 години и 3-4 и 4 месеци. 2 години, супер. Го поздравуваме. Кога ќе не слуша, а некогаш. Али, извини, ми беше така емотивно сето тоа. И многу убаво, ради тоа што не е воопшто едноставно. Сево за кој што зборуваме. Па веќе зборуваме за иднината и за нешто што те возбудуваат во однос на растот на FitKit. Следно зборувавме, мислам, споменав накратко на експанзијата во Албанија. Тоа би требало да се случи ова лето. Како е планот за тоа? Па не, веќе има план. Мислам, ние еве со Бојана што ќе биде партнерот, храбриот партнер во Албанија. Веќе имаме на маса, нели, договори. ја правиме конструкцијата, веќе сме во комуникација, нели, со тамошен сметководител кој што треба да ја заврши таа формалност и горе доле имаме план. Мислам, имаме план, работата е, знаеш, ние не знаеме дали ќе успееме у јули, август или у септември, од причина што не знаеме колку траат тие формалности. Јасно во однос на процеси. Но планот е тука, Планот е тука, да, и еве, и Албанија мислам ќе биде исто така предизвик затоа што нема конкурент. Нема конкуренти, знаеш, ќе биде и таму има и добро и не толку добро, нели? Добро е што си прв. Нели, ќе ти треба малку поише ефорт, ама види, убавина има и секојаш кога си прв. Да. Само е малку подоцна. Се сложувам. Сега во поглед на се ова, ние малце и пред да почнеме со снимаме, зборувавме за моментот на кога е потребна инвестиција во еден бизнис и дали е тоа одлука која што сака да ја донесе FitKit во наредниот период, дека можеби досега не било времето, но како се размислува за тоа во иднина? Дали ако сега, шеста држава, шести пазар, уште верувам дека има амбиции за понатаму тоа да се продолжи. И за тоа треба одреден runway некогаш за да спроведеш одредени процедури, односно требаат пари кои што ќе се донесат во бизнисот за да се инвестира во што понатаму, дали во тим, инфраструктура и слично. Кои се плановите на тоа поле? И како е моментално структурата на сопствеништво во FitKit? Види, ја у мојата глава многу често сум имал, да кажеме, дилеми по тоа прашање. Треба ли, не треба ли, кога треба, колку треба и така натаму. Генерално на почетоците на FitKit, па да кажам, до пред 2 или 3 години, значи 2024 Да, 2024 през како разговаравме за подим. До тогаш моето мислење било дека не треба. Прво затоа што немало потреба ти кога си само во Македонија дека ти треба инвеститор, ниту па некој тоа ќе го препознае како вау, супер, сакам да инвестирам за да растеш во Македонија. Втора работа што најмногу, мислам дека сум во право, е дека кога прерано добиваш голем износ на пари, најчесто ќе загинеш како бизнис. И тоа ја у својата глава си го поистоветувам како почетник што треба да вози кола. Така ти треба да одиш да полагаш теоретски испит, нели, полигон, градска, па потоа имаш одредени рестрикции во рамки на возраста или искуството кое што го имаш, колку смееш да возиш доцна навечер, со која брзина, колку алкохол и така натаму, затоа што при одредени околности ќе изгубиш контрола. Исто и во бизнис. Ти ако имаш премногу наеднаш, знаеш, возиш кола со мали перформанси со инструктор до тебе, наеднаш да седнеш у болид, најверојатно ќе загинеш, ќе изгубиш контрола над воланот. И тоа и во бизнис ќе се случува. И мојата логика била дека јас сакам да ја научам играва прво, нели, да го научам бизнисот, да видам текови, да успеам да обезбедам да функционира бизнисот без потреба од дополнителен, нели,
ресурс на пари, не зборувам, мислам, банките се секојаш тука за дополнителен ресурс и се по мене колку и да звучи, нели, традиционално или outdated, банките се добар ресурс за развој на бизнисот. Али и они не веруваат, нели, доека ти не покажеш некакви резултати. Така да, барем за Македонија сум бил сигурен дека не ни треба инвеститор. И кога веќе почнавме да размислуваме, окей, одиме, нели, да го шириме бизнисот, и тогаш почна да ми се јавува нели, дилемата. До претходно бев сигурен дека не ни треба, поради овие работи кои што ги спомнав. После тоа веќе реков, окей, веројатно ни треба за да може побрзо да се движиме. Не секогаш во парични средства, некогаш може да бидат контакти, нешта, познавање на, не знам, конкретно провайдери во индустријата или слично, така да може и од тој аспект да се јави улогата. Апсолутно, види, и затоа, например, биле донесени одлуки од моја страна, да учествуваме у некои акселератори. Не знам, нели бевме на Dare to Scale. Така е, на Endeavor, се у Грција, Илијас партнерот почна еден акселератор, пошто например у Грција ни фали тој леверидж момент, ни фали нетворк на луѓе кои што ќе може да ни отворат одредени врати. Не јасно. И да кажеме да, точно е и тоа, меѓутоа ако зборуваме за конкретно, нели, инвестиција, во патот на FitKit. Ете, ја почнав да размислувам 2024 некаде, но повторно кога почнав да комуницирам, да одам по настани, да праќам мејлови, да закажувам состаноци, знаеш, постоеше моментот за, нели, окей, од каде, нели, окей, си почнал у Македонија, тоа не е доволно добар пазар за да јас, нели, поверувам дека имаш нешто што е потенцијално и што мене ќе ми дае 10x return. И секогаш било, окей, ајде прво, нели, да се слушнеме после 6 месеци или година, да видиме што се случува на новите пазари, па да разговараме. Али, знаеш, тука моментот мене ми било окей, па ја веќе ако се случува нешто на новите пазари, што ќе си ми? Нели? Види, ако веќе се упуште корени, да, проблем е тој геп да го премостиш, кај што кога почињаш и ништо не се случува, доека почне нешто да се случува. Пошто кој ќе почне веќе да се случува нешто, не ми требаш. Можам и на банка да и се обратам и на крај на денот јас ќе бидам охрабрен, можеби средства од матичната компанија да ги инвестирам на тој пазар за да ги убрзаме работите. А има ли некој инвеститор интерес да влезе во FitKit до сега? Имал, види, и има индивидуалци луѓе кои што нели ставиле пари, почнувајќи од партнерите во керките компании, па и во Македонија. Значи има вакво индивидуалци, дел се вработени во FitKit кои што инвестирале пари за одредени мали удели. Да. Тоа е супер. Тоа е убаво кој што имале таа можност или пасија да допринесат понатаму. Види, еве и у сегашниот контекст, моментално кај се наоѓа FitKit, повторно сум у дилема. Затоа што знам дека, нели, инекција на пари ќе помогне да се убрзаат одредени работи, по смисла ќе помогне да се убрза развојот на продуктот до некаде, иако мислам дека со AI сме се поблиску до побрзиот развој на продуктот, ама повторно имаме можности за развој на локалните пазари. Например, веројатно ќе вработиш уште 1-2, веројатно ќе инвестираш поише у маркетинг, кампањи и така натаму, настани, можеби ќе спонзорираш HR настани, фитнес настани, кај што ќе си ја зголемиш видливоста и побрзо ќе дојдеш до одредени луѓе. Али
али и без тоа успеваме. Пошто види, инвеститор треба за скейлинг, али скейлинг по дефиниција е како со ресурсите кои што ги имаш да направиш најмногу. А нема подобар момент за да ги оптимизираш ресурсите и да направиш најмногу од кога ти се дефицитарни. Знаеш, сите ние функционираме многу подобро кога сме под притисок, да кажеме, за одредени ресурси. Си покреативен. Да. Особено, кога треба да приш соодветна локација на истите. Да, си покреативен и вакво и тука се раѓаат нови идеи. Така да има и добро и лошо. И плюс на крај на денот, нели, имањето на инвеститор веројатно освен финансии ќе ти донесе и можеби ќе ти отвори некои врати. Ама имањето на инвеститор ќе ти донесе и друг притисок кој што нели сепак си одговорен за тие пари, ќе имаш, нели, едноставно ќе бидеш прашуван зашто одредени работи се случуваат или не се случуваат. И ќе ти диши некој врат. Што е нормално. И види, и доста време треба да се изгуби и многу ефорт треба за да дојдеш, нели, до инвеститори да склучиш договор. Што, нели, има барање, ти ја продаваш приказката на еден начин, така, пичаш, ресерч на фондови, на луѓе, да дојдеш до нив, па ако влезете во подоцнежна фаза, нели, имаш term sheet-ови, па due diligence, па, знаеш, има губење на фокус, кој што ја истото и сум си го прашувал, окей, дали јас треба да толку да губам енергија за да му се допаднам на инвеститор или да изгубам енергија за да, нели, да му се допаднам на пазаров, на некој да не купи. Мислам да не купи, да го купува FitKit продуктот. Тоа види, тоа е мој став, не зборуваме тука дека е правилен. Туку чисто е мој став со моменталните мои информации, искуство и знаење. Тоа е наједноставно кажано. Ама мислам дека е убаво да зборуваме за овие дилеми, пошто верувам дека и други ги чувствуваат и размислуваат во која насока додат и на крајот на денот може и се враќаме на моментот на тоа што го споминавме претходно, дека не е моментот можеби на одлуката со очувањето со се понатаму што следува со одлуката која ќе ја донесеш. А подобро е да ја донесеш нешто да биде донесена за тебе. Што исто така е друг момент, некојаш кога чекаш предолго, другите нешто околу тебе не запираат. Види, и тогаш, знаеш, ти дава брзина, ама и многу побрзо можеш да сгрешиш. Ама па така ќе научиш и идеме понатаму. Зависи сега како ќе биде ситуацијата, има многу. Види, зависи до колку ти е термостатот, до кај можеш да издржиш притисок и кога ќе се откажеш. Точно, да, се сложувам и на тоа. Дека треба и тоа е дел, фактор. Па и најголем, види, да водиш бизнис е на крај на денот и, нели, и колку притисок можеш да поднесеш. Што има многу притисок. Се сложувам и верувам. Спомнавме на кратко за стартап заедницата кај нас. Кој е твоето чувство, енергија во однос на што е тоа достапно кај нас како стартап заедница? Си имал подолг период можеби да ја наблюдуваш и да бидеш дел и чинител. Кои се твоите ставови? Како чувствуваш енергијата? Што гледаш дека се случува тука? Што може да се подобри? Што можеби е на некој ниво што сметаш дека е подобро од претходно? Чисто твои размислувања ме интересираат. Види, многу стартап заедницата прво, фала Богу што постои у моментов, порано не постоела. Значи, особено, да која земеме, кажеме, Групер, како една приказна стартап, баш се, нели, актуелно дека и Нина новата книга ќе издава. Да, ќе уствари пишува. Напишана е. Ќе издава книгата и ја точно се сеќавам на тој на стартот на Групер, затоа што во таа конкуренција од бизнис идеи кај што така е и ја учествував токму на тој вакво кога Групер нели се роди, пошто Нина беше прво место. Ја тогаш добив, не знам, 1000 евра добив. Знаеш, кога ќе споредам тогашниот стартап
екосистем и заедница и денешниот апсолутно има прогрес. Но повторно да кажам, моето лично мислење дека има многу за подобрување и знаеш му фали на екосистемот, односно на организациите кои што сакаат да воспостават, нели, заедница и екосистем, мислам дека им фали сапорт и ресурси. Не мислам, речи се сум сигурен, затоа што, знаеш, ти ако ги погледнеш, има луѓе кои што го имаат ентузијазмот и страста да, нели, да ја формуваат заедницата, ама повторно на крај на денот не можеш сам. Ти требаат луѓе. Знаеш, и сега ти можеби, не знам, така јас кој што сум бил спремен за никаков реturn да почнам бизнис и долго време да живеам без никаков реturn, има луѓе и во Македонија кои што биле спремни да почнат да туркаат некаква приказка без некој посебен реturn. Ама тешко е да убедиш уште други луѓе околу тебе да ти се придружат за без реturn. Се сложувам. И тоа, знаеш, и мислам дека тука имат геп кој што повторно, нели, ти можеш фалат ресурси за да се изгради, знаеш, баш добар екосистем. Можеби после 5-10 години од сега кога ќе имаме уште по успешни приказни на луѓе кои што денеска се у стартапи или кои што тек ќе почнат и кои што ќе направат нешто и кои што се свесни за важноста на екосистемот, можеби ќе направат реturn back и ќе дадат назад кон екосистемот и ќе ги поддржуваат организациите кои што се занимаваат со градење на заедницата и развој, затоа што очигледно не е доволно само некоја амбасада Блиц да те поддржи или одреден проект да те Блиц поддржи. Да, треба нешто што ќе биде долгорочно. Ама мене барем од мојата работа, што го имам почувствувано, многу ми било драго дека конкретно сите основачи, барем што ги познавам вака од заедницата, секогаш биле отворени да се појават на настан, да споделат искуство, да бидат дел од нешто, да го поддржат на било кој начин. Мене ми е многу мило Startup Revolution и сами, значи, еден од најголемите спонзори беа наши стартапи, наши компании. И тоа зборува многу дека основачите го чувствуваат тоа дека сакаат да помогнат и да вратат назад и значи многу во заедништвото и мислам општо еланот што го има за работата што ја правиш. Тоа беше многу, мислам, од тој аспект се сложуваме, дека... и затоа викам за 5-10 години од сега, знаеш, таа бројка би била многу поголема. И знаеш и токму и тие луѓе ќе охрабрат уште поише млади да речат епа и зошто и јас не можам, и јас сакам, знаеш, ајде, и јас ќе стартувам. Пошто недостасуваат, мислам, во Македонија хронично недостасуваат мали предпријатија, успешни мали предпријатија кои што и градат потенцијал. Пошто тоа е на крај на денот ја движи економијата. Ти ако имаш мали предпријатија и доволно стартапи, тоа ти дава сигурност дека окей, у наредниве 10 години имам, така после 10 години имам кој ќе носи економијава. Знаеш, мора иновацијата е многу важна. И ти секојаш доаѓа од стартапи. Тие бил најчесто, не секојаш, најчесто. Така да, знаеш, споредбено каде е сега е супер, али повторно и тоа супер со кого го споредуваме. Многу е важно, знаеш, и еве излезот на FitKit надвор од Македонија ме научи да размислувам така, пошто, нели, кој ќе се на домашниот пазар FitKit е одличен. Да, а бенчмаркот каде е нели, еве да земеме со нели југоисточна Европа, не мора да одиме повеќе у западна Европа или по Америка да се споредуваш, ама повторно би било добро да се запрашаш оке успоредба со што сум супер, у свое село сум супер. Јасно, да.
се сложувам за тоа. А што би им препорачал на оние кои што може би размислуваат да започнат свој бизнис? Особено знам дека сега во инкубаторската програма имаме едни дечки кои што работат на апликација конкретно за фитнес и well-being, се вика Mindful Fit. А што би им препорачал на луѓето кои што сега се во зачетоците на свој бизнис? Па види, би им препорачал да издржат доволно долго. Да се љубопитни, да видат до кај може да стигнат. Љубопитноста е многу битна од секој аспект. Дури тогаш кога кажеш, дури кога ќе добиеш неја, да бидеш љубопитен зошто. Дури кога нешто успело да бидеш љубопитен зошто, онака до сршта да дознаеш што било така да во секој. Да, види, да се љубопитен, да си нели, да не звучам клише, да си упорен апсолутно и да препознаеш рано кои се твоите недостатоци и како ќе ги надополниш. Пошто, види, кога зборуваме за бизнис, прво и најосновно нешто, мора да знаеш дали знаеш да продаваш. Дали продажба, као тие па и пасија, и дали го сакаш тоа. И ако одговорот е не, у тој случај мора да најдеш човек, партнер кој што тоа го сака и кој што ќе препознае продуктот, мисијата, услугата, што и да е. Ке имате слични вредности. Бидејќи, сум гледал и многу одлични продукти на луѓе кои што се техникал, добри, ама се забораили, се заглавиле у тоа у бесконечно разбивање на продуктот. Мислејќи дека е сега овој фичер кој ќе го направам, тоа ќе биде game changer. Нема врска. И ја еве и тоа се борам на пример со новите пазари да им го објаснам на партнерите и на луѓето кои што се у бизнес девелопмент и на терен секој ден. Пошто знаеш, не може од првиот коментар некој кој ќе ти го даде, нели ти му го објаснуваш продуктот и он ти вика, а имате ова? И ти сега тоа да го сватиш како го немаме ова, ради тоа сега ќе пропадне соработката. Не, треба да го кажеш го немаме тоа, ама не ти треба, да го убедиш дека не му треба. И па ќе го направиш со време, ама не можеш ти да се вратиш од состанок, слушај, ова ни фали, ај сега дај да го направиме. Да. Ама некогаш и луѓето со некои така кои што се дополнителни фичерс на апликации и слично, мислам дека се само украси него кои што се во општо конкретно потребни некогаш. Пошто прашањето е да го немаме тоа, а колку тебе тоа ти користи на дневна база или колку ти си спремен тоа да го користиш, колку тоа тебе ти значи во моментот. Апсолутно. Види, јас сега не знам дали тоа ми било со тек на време сум го научил или ми било да кажам фабрички во мене да у смисла мислења кои што ќе ми ги дадат луѓе да не ги прифатам, затоа што кога не биш конформист, туку да ги предизвика. Пошто кога ти одиш на многу состаноци, особено кога си на почеток, кај што нели сега продуктов е нов и ствари ти треба да видиш дали ќе трзне пазаров и некој ќе ти даде нели пас. И у принцип најчесто кога одиш на тие први состаноци, разговараш за што ти е замислата и зошто мислиш дека ова е добро, пошто ти не можеш да кажеш ова е добро, пошто еве за другите компании што направивме. Така немаш ти никаков proof of concept. И многу често во такви разговори од другата страна ќе добиеш и фидбек. Абе што знам, ја мислам дека вака и вака ова би било добро. И ако немаш филтер у главата и моки за да не направиш после overthinking over that, ќе ти помогне многу во развојот на компанијата. Затоа што ако дозволиш да секој почетен фидбек ти подоцна да треба да го преточиш во заклучок дека окей, не ни е таму продуктот, треба уште да работиме на продуктот, ќе се заплеткаш од тој луп на бесконечно
развивање на продуктот и оправдување дека окей, се уште не сме спремни. Тоа е умилено во едни периоди, пошто тоа го држи и стравот за следниот чекор. Не само тој момент кога дел од тоа е усовршување, ама и моментот да си во таа фаза измеѓу, пошто се уште не си изложуваш на тоа да го направиш моментот на дали ќе биде успешно или неуспешно. Види, секој, знаеш, и тенденцијата да одиш на да победиш на големи, бројки. Пошто сите ние сме превозбудени кога ќе имаме продукт и сега ќе идам со најголемата компанија да ќе ја освојам и готово, ќе изгазам, ќе се обогатам. Да. Така да најубаво е да тестираш на мали вакво бројки. Со помали компании, пошто и тоа го научивме особено кога отидовме да се шириме по другиве пазари. Дека оди во компании под 50 луѓе. Знаеш, таму најчесто нема HR, веројатно директно со собственикот, со CEO-то ќе зборуваш. Одлуките се многу побрзи. И работата е ти да добиеш, 10 компании кои што се по 20, 30, 40 луѓе. Кои што ќе ти дозволи прво малку да дишаш полесно, ќе почнеш некакви приходи да имаш и плюс ќе имаш веќе у портфолиото за у Бугарија имаме 10 компании или у Грција или каде и да е. Така да ете и тоа е еден, да кажам, совет кој што јас го научив преку искуство, тоа е да ако си у B2B, оди со мали компании на почеток. Не се залетувај да сега ги им продадам на Алкалуид или пивара или. Да, ама чисто тоа што до моментот да стигнеш до вистинските луѓе на состанок, па и од после да почне процес за они да веќе да почнат да размислуваат за продуктот и соработката, тоа sales cycle ти е и година и години може да трае. И ти немаш време за години. У стартап тебе ти треба утре. Кислород и пари. Да. За крај, сакам да прашам дали размислуваш дека некогаш Фиткит би направил некој екзит и би бил продаден како компанија или замислуваш дека доживотно би бил поврзан со оваа приказна? Доживотно не би, мислам, не би можел сега да одговорам. И ова прашање, види, си го поставувам често и ми го поставувале, да кажеме, кога сум бил со инвеститори на состаноци, па и со вработениве, кога сме разговарале интерно и не сум атачиран во смисла не би го продал доживотно, ова ќе го правам. Од друга страна не го градам Фиткит за да го продадам. Значи ја го градам Фиткит за да биде доволно добар како бизнис, како продукт, па веројатно, знаеш, ако е доволно добар, ќе му биде атрактивен на некој да го купи. Можеби. И во таков случај, ако тоа се случи, не би рекол не преговарам. Значи, зошто да не? Би почнал да разговарам. Од друга страна, кога мислам дека само иницијативно би почнал да барам купец, е кога ќе увидам дека јас, како CEO и лидер, повеќе представувам проблем него ли решение за понатамошниот раст на Фиткит. Пошто, знаеш, некогаш кога го почињаш бизнисот и кога си, фаундер и клучниот играч и лидер, не клучниот играч, лидер. Клучни играчи се има и други во компанијата. Али се случува да изгубиш елан, да немаш визија што понатаму. Знаеш, и да се фатиш у колотечина која што, едноставно бизнисот ти се сведува на месецов да помине, кварталот да помине, годината да помине, ајде тоа, и тук таму нов клиент ќе имаш и така натаму, ама немаш визија реална каде ќе го развиеш продуктот, ќе има ли нови пазари, што ќе биде тоа, нови канали на продажба и слично. Јас се уште го имам тој елан и ентузијазам, али у моментот кога ќе се фатам дека го немам,
веројатно е паметно да ја продаеш компанијата на некој кој што ќе има. Бидејќи ако останеш да нели се вртиш во кругот и као ајде само да си тера бизнисов, супер е, најверојатно полека ќе го деградираш. Пошто, знаеш, у животот е се така. Или расте, или паѓа нешто. Нема статус кво, во ништо. Да. Особено у бизнис. И ако дозволиш тоа да се случи, прво полека ќе почнеш веројатно да ги губиш вработените. Кога ќе ги губиш вработените, па после бизнисот ќе ти стане мачење, отколку што ќе стане, да кажам, уживање. Што знаеш, и ќе почнат коментарите, нема луѓе, не се наоѓа саглам човек, знаеш, а ти, можеби ти си тој кој што треба да се смени. Знаеш, тоа е многу тешко да го, али јас сум свесен низ другите примери и луѓе кои што ги гледам од бизнис заедницата, знаеш, точно знам дека овој човек доцни 5 години. Пред 5 години требало да го продае бизнисот. Ама, знаеш, сме атачирани, јас, мојот бизнис, нели, ја... Тоа како што кажавме, мислам, и пред да почнеме се снимиме, сакам да кажам дека бизнисот станува дел од твојот идентитет и дел од тебе. И сега моментот е колка... Ама нека остане позитивен, знаеш... Точно. Пошто еве така, како што кажа Нина Групер, нели, така ја знаат луѓе. Замисли да го пропаднела Групер пред да го продаде. Да. Точно. Си бара свесност тој момент која. Мислам, не дека е срамо да ти да пропаднеш бизнис, мислам, апсолутно пропаѓаат бизниси, ќе пропаѓаат и тоа се школи и слично. И јас сум се откажал од одредени бизниси. Ама сакам да кажам, знаеш, многу е жалосно ако го донесеш у добри да направиш од бизнисот одлични бројки, да го донесеш у пик и да го пропаднеш затоа што ти си изгубил визија. Знаеш, веројатно е тогаш време за продажба. Да, како што кажа, си бара свесност. Јосиф, јас многу уживав во овој разговор, не знам дали имаш нешто што можеби пропуштивме да кажеме што сметаш ти дека е важно, а дека можеби јас не ти го поставив како прашање или сакаш сега да го споделиш. Сега во моментов не ми текнува, сигурно ќе ми На текне пат дека и дома. за пропуштив ова, тоа е секогаш така. Ама и ја баш уживав и колку време поминавме? Да, па сигурно сме повеќе од час и половина, можеби некаде. Озбилно? Да, Вау. или околу така. Да. Тоа. али одма помина. Така да е супер. Фала ти за сите споделени искуства, лекции, нешта што ти си ги посведочил, низ твоето предприемачко искуство. Верувам дека ќе ми значи на сите кои што нас слушаат. Особено бидејќи знам дека на пратат доста кои што се дел од нашата инкубаторска програма, сакаат да започнат нивен бизнис или можеби веќе имаат нивен стартап, па сакаат да видат што се случува со колегите или од екосистемот, или пак се студенти кои што размислуваат за некоја бизнис идеја, така верувам дека ова ќе им користи многу. И јас верувам. Мислам, и јас би бил пресреќен ако сме имале и ние можност да слушаме овакви содржини. Мислам, многу е позитивно што подкастов е одличен и е супер освежување на содржините од тоа што нели е редовно клише достапно од рекла казала. Така да е супер, мислам, супер инспиративни се до сега сите епизоди, подкасти, гости, и многу од нив лично ги познавам. Така да И ги спомиравме. И сум љубоморен на поновите генерации дека можат да си слушаат овакви содржини. Да, а јас тоа го зборувам многу и со гостите дека ова е исто така и капсула на еден период од бизнисот кои сте биле вие тогаш како основачи. И многу в момента се навратиш да видиш што се случувало тогаш, пошто времето толку брзо минува и во однос на особено кога си цело време во процеси на носење на одлуки, како кажам, многу често не се гледаме со луѓето, нешто не сакаме, пошто толку ни е темпото на живот брзо, што некако се губиме во сите улоги што ги носиме во секојдневието. И сега кога ќе се навратам да ги гледам претходните епизоди и што сме зборувале тогаш во однос на бизнисите, кои што и кај се наоѓале тогаш во одлуките, и сега кога ќе се видиме и сретеме на настани, што им се случува сега, тотално друга приказна. И
Интересно да се навратиш дека постоиш ти таму во времето некаде со евиденција на твоите верувања тогаш и грешките од тогаш што си ги направил и осознал. За кој што може и се срамиш, си кажеш леле, зарам вака сум размислила. Ама мислам па добро е да се срамиш, тоа значи имало некој прогрес. Види, да, на почеток ти е шок, као, леле, шо, али ако те гледа некој од страна, као, нели, уствари е инспиративна, пошто, гледа ја променава. Да. Точно. Така да супер, ти благодарам уште еднаш и за одвоеното време. Фала и на тебе. Знам дека го имаме, како да кажам, во ограничени мери, али драго ми е што така го потроши, го инвестираш тука со нас. Да. Фала така, ти на тебе. Супер. Нема на што, ми беше ептен драго. И фала ви на вас што гледавте овој епизод од подкастот Стартап Револуција. Следете на социјалните мрежи на Стартап Клуб Скопје и Стартап Revolution AI Summit. Ние оваа недела завршуваме со инкубаторската програма, имам идеја 3, тоа значи дека наскоро ќе отвориме нов повик за инкубаторската програма и следуваат многу новости за тоа што го припремаме во однос на Стартап Revolution AI Summit, кој што ќе се случува од 1 до 4 октомври оваа година. Имајте убав ден, попладне и каде да се наоѓате и што да правите, а со мене се гледаме во следната епизода.